продолжение ја започнуваме и нашата утринска тема. Оние кои не следат од почеток, најавивме денес ке се осврнеме на нешто кое во моментов е актуелно или пред да ни пристигне календарски летото и високите температури кои ни ги најави Елена во Тилмо Метео, да се подготвиме за она кое што не чека. И Светска здравствена организација ги предупредува европските земји и граѓаните да превенираат последици по нивното здравје токму од горештините, но ќе се потсетиме на оние стандардни совети и препораки како да функционираме во топлото време. Ја прашавме и нашата македонска јавност или оние граѓани кои што Софија ги сретна, а беа расположени да ги дадат своите одговори на нашите прашања поврзани токму со препораките кои би требало да ги почитуваме сите. Па ајде да видиме што одговорија граѓаните. Колку сте информирани за заштита и препораките за високоекстремните температури? Јас сум лекар. Не ги следам последневи известувања, односно не сум ги следала, но денеска баш не е за заштита од високи температури и јас сметам дека за заштита од високи температури треба да биде над 33 степени, а тоа значи дека возрастните луѓе, како по старите препораки, во периодот кога е најтопло во текот на денот, не треба да излегуваат. Ако мораат да излегуваат, да носат вода со себе, да носат заштитна капа и дистанците кои ги поменуваат да не бидат претерано големи. Ако може да одат пешки најдобро, зашто во автобусите навистина е топло. Да си ја земаат редовно терапијата. Колку им треба да се чуваме секој за себе, мислам. Прво организмот треба да си ги има сите витамини, па после врутината доаѓа. Прво сами да направиме нешто. Колку сте информирани за препораките за заштита од екстремно високите температури? Па да, ја обично избегнувам од 1 до 3 никаде. Одложувам состаноци на деловен план, не искачам тоа време, гледам да бидам на климатизиран простор, дали во фитнес или во апартманот дома, бидејќи не е препорачливо да се оди во тоа време и предпоставувам да повеќе треба да се удри сериозна кампања, како и овие што се јавниве чешми да се пуштат, да има пунктови за разладување на луѓето, бидејќи може да има голем степен на дехидратација на луѓето. Не сум запознаен. А дали може би ги следите советите од здравствените власти? Па треба да има совети, нели? Има да упатства како да се заштитиме, на кој начин, нели? Да се пазиме дома, да не се изложуваме на сонце, тоа секој треба да почитува. Али секој на своја совест, И што според вас треба да се направи за поголема заштита на граѓаните од екстремно високи температури? Што треба да се заштити? Па да се заштитуваме, како да кажам, секој треба да ги почитуваме упатствата, нели, на властите. Кој има или невреме или сам температури, како треба да се понашаме. Тоа е, што друго да ти кажам. Во многу земји од светот некои посебни мерки нема, но во оние земји во светот кои што има посебни мерки, јас на пример во Австралија сум била повеќе пати, тамо кога ќе застанеш на железничка станица или на трамвајска или на автобуска станица, делат бесплатно вода. Второ, скопските фонтани делумно се ставени во употреба и исчистени, делумно не се, значи да работат скопските фонтани. И не знам друго што да ви кажам. Тоа би било и службите за итна медицинска помош постојано да бидат, како да кажам, постојано да бидат во состојба на подготвеност. Обавезно, да. Пазите, јас сум многу искусен, ги почитувам сите лекари, ама нека барат и психијатриски совети. Се срамат луѓето, слободно нека барат. Јас 2 пати сум барал точен одговор сум добил. Со една девојка. Значи лекар, слушај. Било кој совет, пола сат, колку кошта плати, ми рече не ја земај за жена, невропсихијатар. Дали ги почитувате советите од здравствените власти за екстремно високите температури? А колку можам, знаеш што, ние сме таква не ситуација економска Македонија, кој колку може и да сакаме финансиите ни се слаби. И според вас што треба да се направи за граѓаните да имаат поголема заштита кога се во прашање екстремните температури? Па нека се штитат самите. Прво здрава храна. Значи јас сум поборник на здрава храна, прво храна однатре, па после све друго. Значи прво здравствено, витамини организмот да се снабди со се што може, кој како знае. Да бидеме здрави прво, па после политика и други работи. Прво здравје, број 1. Така е, тоа е вистина здравјето број 1 и здравјето наш приоритет. Ете дел од граѓаните кои што кажа за препораките, за тоа колку тие ги почитуваат и што е оно кое што треба да се направи. Веројатно секој од нас
знае како и на кој начин да си го заштитува здравјето во текот на летните температури, но повторно тука ќе речеме во трка со времето, можеби со разноразни обврски настрана летните одмори, нели останатиот дел од летото, може да подзаборавиме на сето она кое што е важно, а за да не заборавиме и да си го заштитиме здравјето и во време кога предупредува и Светска здравствена организација, добро е да зборуваме малку и во нашата утринска тема. Токму така, препораките и советите секоја година до некаде се исти, но колку ги почитуваме како нација и колку се грижиме за своето здравје токму во овој топол летен период е нашата тема денеска, а во студиото ги имаме доктор Лилија Чолакова-Дервишова и нутриционист Билјана Ристевска од две различни аспекти во поглед на здравјето. Утрово ќе зборуваме токму за оваа утринска тема. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам за поканата. Ги слушнавме одговорите на дел од граѓаните и тука со оглед на тоа што реков и јас, препораките се навидомисти, нели секоја година, но колку знаеме да ги почитуваме и колку ги почитуваме, тоа е веројатно вашето секојдневие. Се подигнува ли свеста, дали ни сме подобрени во тоа како функционираме како нација и колку се грижиме за нашето здравје токму во овој летен период? Па можам да кажам да ние како лекари апелираме нон-стоп. Значи почна многу нагло да се стоплува времето и веќе во нашите ординации ги забележуваме последиците, така да во минатата недела имавме секојдневно по еден пациент со мозочен удар, кој што претходниот ден на висока температура копал, работел, бавча. Значи едноставно мора да се апелира секојдневно преку вас медиумите, ние како стручни лица нели да апелираме ако дојде пациентот да даваме совети, тоа е нашата мисија. Но мислам дека треба да се убрзаат и да се зголеми бројот на препораки преку телевизија, апелот да во тие периоди кога е висока температурата, воопшто нели пациентите или граѓаните да не излегуваат и физички да не се оптеретуваат, бидејќи температурите достигнаа 39 степени, што е навистина голема температура. А и нагло некако дојде. Нагло се стопли, значи од дождови, ладно, свежо, така да тие артериосклеротични крвни садови кај возрастната популација веќе потешко не се флексибилни и на голема температура, ако вас цел ден сонце 39 степени ве грее од позади, веројатноста да прсне некој крвен сат е нели многу поголема, се качуваат крвните притисоци на пациентите. Наша препорака е терапијата задолжително рано на сабајле да се испие, се што имаат рано наутро да си ги обавуваат сите активности, институции, уплата сметки, да набавка на храна или било што, и да се внимава течност и вода да се внесува, како што рековме, нели да биде на собна температура, да не прави шок на нашата температурна, нели температурата која што има човекот, така да имаме многу нешто да кажеме, некои пациенти се послушни, некои не се, некои можат, некои имаат навистина обврска да излезат. Дали состојбата со мозочните удари, кога веќе го споменавте, се случува и кај се помлада генерација? Или тоа се баш оние кои што веќе имаат и терапија или се малку во повозрасна доба? Да, границата е поместена, нели, и кај помлади и има транзиторни исхемични атаки каде што забележуваме повремено одземање, трнење на нешто, но одма со терапија ако се даде или ако го упатиме да прими инфузија нешто, транзиторни, самото име кажува дека таа симптоматологија се повлекува. Но повторно ќе кажам, мора да се внимава. Некако ние како нација, ако направите споредба на слики од 70-тите и сега, гојазни сме како население. Темпото на живот, возат по цел ден, трчаат за работа, немаат време за здрав живот, сето тоа се одразува на здравјето на населението. Така, имаме различни ризик фактори, имаме и различни ризични групи, ако може да кажеме, кај граѓаните. И за тоа ќе предискутираме во продолжение. Голема и широка тема која што ние започнавме уште пред да почнеме да зборуваме во живо и ќе се обидеме нели да го сублимираме сето тоа во однос на времето кое што ни е предвидено. Хидратацијата ја ставивме како една важна точка, заради тоа што нормално е дека човек не може да живее без вода и сите знаеме дека треба да се хидрираме, сакали или не, ќе почувствуваме потреба од вода. Но разликата од тоа колку пиеме, а колку треба да пиеме е исто така голема, не секој пие доволно, особено во летниот период. И нечесто хидратацијата е сватена онака како што треба. Начинот вистински на кој што треба да се хидрираме, кој би бил Билјана? Хидратацијата јас би ја ставила на прво место кога станува збор за начин на исхрана. Она пирамида на исхрана која што е нели актуелна и популарна од најрана возраст, значи учат и дечињата некако, јас следејќи низ годините наназад, па и професионално, како сум почнала да се занимавам со ова, ми беше оскудна од нели графата за вода. Јас би ја ставила таа графа прва,
односно доколку ние немаме добра хидратација во нашиот организам, не може да се обавуваат биохемиските реакции. Практично и најквалитетна храна да влезете, доколку да внесете, доколку таа не се разложи онака како што треба во нашиот организам во присуство на вода, односно на течност, нема ефект од истата. Доколку клетката која што расте, се размножува, живее и умира во течност, нема доволна количина на течност, дали екстра или интрацелуларна, значи почнува да мутира. И практично секоја мутација на клетката доведува до одредена здравствена состојба, односно заболување во нашиот организам. Добрата хидратација значи добро здравје. Добрата хидратација од најрана возраст, не само во возраст каде што ние потребни сме свесни дека треба да внесуваме течност и вода. Јас разбирам дека дечињата некако фокусот и вниманието им е насочен секојаш кон некоја играчка, кон некоја игра и во текот на денот можеби нема да побарат и да постигнат по вода доколку не ожеднат. Меѓутоа кога веќе ќе се појави жед, ние сме во блага дехидратација. Влегуваме значи во дехидратација. Од таа причина треба во просторот каде што е детенцето да има понудено водичка, нека има и некоја ладно чајче подготвено во домашни услови од билка, нека има некој цедено сокче. Верувате дека дечињата стекнуваат навиката многу брзо, меѓутоа треба некој да е тука до нив и упорно да ги поттикнува во истото. Додека повозрастната популација, која што е и поризична, значи дечињата, повозрастната популација и бремените жени се во ризик фактор овие топли временски услови од дехидратација. Кај повозрастната популација тие се свесни дека треба да внесат вода, меѓутоа некако, од моје лично искуство, пациентите велат колку вода јас кога ќе прашам, пиете, за да знам како јас да се прилагодам, да не направам стрес на организамот, тие велат па само со пчињата што ги пием вода, пием во текот на денот. И сега замислете вие на тој пациент кој што дошол кај вас, кој што пие можеби 150 до 200 милилитри вода во текот на денот, да му речете денес 2 литра вода пи. И тука треба да сме многу внимателни. Дали и тоа што организмот? Секако, значи треба чекор по чекор и таа течност да биде зголемена, односно внесот на течност во организамот, заради тоа што самиот поголем внес на течност може да ги оптерети повеќе бубрезите, односно и целиот наш организам и да таа вода вие верувате дека доколку 2 литра вода испиете наеднаш, од вчера сте пиле 2 чаши вода, вие не ја врзувате, само ќе ги оптерете бубрезите и ќе помине низ нашиот организам. Од таа причина немаме унифицирана формула, иако Светската здравствена организација вели на 25 кг телесна маса 1 литар вода. И сега, човек кој што има 50 кг, практично треба да внесува 2 литра вода во текот на денот, постепено, никако наеднаш. Тоа, со голем акцент на само за вода, така? Само за вода. За чиста молекула H2O. Сето друго што го внесуваме како течност или го дополнително во и тоа не е замена за вода. Не е замена за вода никако, дури ни чајот не е замена за вода. Зашто многу луѓе пијат нешто во замена за вода и така се тешат дека се хидрирани, да. Јогурт, млеко, чај, кафе, тоа не е замена за вода. Вода е само 2 атоми водород, 1 атом кислород и толку, тоа е вода. И мора да се внесува, пак ќе напоменам, претходно како што кажа, 50 кг 2 литра течност. Меѓутоа, 50 кг на 25 години, 50 кг на 70 години, 50 кг на 12 години, како да внесат сите тие 2 литра вода? Или 50 кг физички активен, трча на кеј, вози велосипед, се качува на водно и 50 кг седнат на лаптоп дома, нема, исто. Затоа јас не се сложувам со таа формула, може би унифицирано на кој правило дека треба 25 кг телесна маса 1 литар вода, меѓутоа секој треба, за секоја личност треба да се пресмета дневниот адекватен внес на течности во организамот, кои би допринеле за добро здравје, добра концентрација во текот на денот, меѓутоа и за безпрекорно обавување на биохемиските реакции во нашиот организам. Практично ние додека седиме овде, нашето тело обавува многу биохемиски реакции за кои што му е навистина потребна течност. Биле ќе се надоврзаме повторно на водата, бидејќи ја споменавме како клучен и многу важен фактор во целокупното функционирање на еден човек. Прималку спомена и докторката за каков тип на вода треба да се пие најчесто во текот на летниот период, односно дека познавам и јас и веројатно и сите ние многу луѓе во нашето окружување кои што кога е многу топло, кога е неподносително топло надвор, најчесто преферираат да пијат вода со мраз. Односно,
премногу ладна вода. Тоа исто така е еден шок за организмот, за кој што можеби многу од луѓето не се ни свесни, а тоа има веќе преминато во една навика. Како тоа влијае на организмот, односно што тогаш се случува и зошто не е препорачано да се конзумира таква вода? Сакајќи побрзо да се разладат, сакајќи мислејќи дека побрзо ќе рехидрираат, се посегнува под влијание на високите температури надворешни, се посегнува по ладни или разладени напитоци. Најблага форма е тоа да е водата, нели? Најчесто се прават грешки преку внесување на разладени газирани пијалоци, кои што се, нели, пребогати во наводници казано со шеќер или презаситени со шеќери. Ништо што го внесуваме, дури и оброк дома подготвен, не треба да биде ниту врел, ниту преладен. Зашто? Заради тоа што нашето тело има оптимална телесна температура, која што треба да ја почитуваме. Самото тело во текот на летниот период си има терморегулација. Преку потењето, нели, ќе се зголеми телесната температура, меѓутоа преку потењето се враќа во нормалната телесна температура. Со самиот днес на преразладени, нели, пијалоци, ние практично сакаме вештачки да стимулираме намалување на телесната температура на која што нашето тело не функционира оптимално. И тогаш се случува шок, односно стрес за организмот. После конзумирање на, не знам, 2 чаши разладена вода, односно вода во која што има мраз, наместо да се рехидрирате, да се осетите, нели, поенергични, може да се случи да се јави, нели, малаксаност, да се јави тремор на рацете, да се јават вртоглавици. Заради тоа што тоа не е очекувано, таа температура која што телото има и плюс загреано од надворешната температура, не очекува дека веднаш и наеднаш ќе треба да биде разладено. Треба сето тоа да оди постепено. Разладувањето не значи разладување со ладна вода, разладување не значи само да сте под, нели, клима уред, разладување значи практично смирување на нашиот организам. Во тој период кога е најтопло, да мируваме, да бидеме попасивни. Нели, не ништо да не правиме, меѓутоа да бидеме попасивни, да немаме, како што напомена докторката, физичка активност на отворено надвор, физичка активност е самата работа во поле. Физичка активност е и рекреативната активност, например како што е возење велосипед, нели, трчење, како што е одење во теретана, многу популарно меѓу помладата популација. И знаете што, одат во најтоплото во теретана, теретаната е идеална, значи дури и преладна, и кога ќе излезат надвор, топлото е нуда. И се чудиме зашто потоа дечињата, нели, помладата популација, јас имам родители кои што доаѓаат па и деца велат цел ден спие, па како? Да се надоврзам. Што би направило тоа дете? Заради два момента битни кои што се сминувам што е прекратив, за да не ми летне мислата. Значи, она кое што е во пракса, многу често кога пијат ладна вода, после тоа добиваат цистити, заради тоа што иде до дробење на оние ситни калкулуси кои што ги имаат во бубрезите, како што гледаме карпите како што се дроват, за да им доловиме, нели, на јавноста што се случува и во организмот, тогаш ќе добие некој камче, ќе се размрда ситно, некој песоче негде. Значи, таа температурна разлика прави, и ако имаат некои калкулуси во бубрезите, ќе се распука на ситни и после тоа прави болка кога треба да се исфрли, тоа е едниот момент. И другиот момент, кога пијат многу ладно, сите оние храни масни кои што ги користиме се лепат на цревата, ме разбирате. Не дозволува, значи, за да се обработи таа мрсна храна, потребна е одредена температура. Сите биолошки процеси кои што се обавуваат кај нас, се обавуваат, нели, за тоа се учи биохемија, која температура е потребна за да се направи некој биолошки процес. Така да затоа, нели, еве еден апел до сите оние кои што не следат, немој да пиете вода во кафичи со 8 коцки мраз, се што ви сервираат е ладно, штетно е за вашето здравје. Да, уште еднаш го потсетуваме на тоа или го потенцираме сето ова, иако и во минатото сме зборувале, но некако прво нешто кое што правиме свесно или несвесно, во интерес на тоа да се освежиме или разладиме, го правиме токму спротивното, поточно погрешното. Кога зборуваме за ризик фактори, значи за високите температури и за она кое што влијае на нашето здравје, првенствено тука имаме и ризични групи на кои што тоа малку повеќе влијае од останатите. Кои се ќе ги спомнеме во овие ризични групи и што е различно во однос на препораките кај нив? Споменавме на почетокот препораките во секоја година во овој период се исти, но времето не е исто. Се случуваат промени, особено, нели, климатските промени, па и се поголемите екстремни горештини, зашто и оваа година предупредува Светската здравствена организација. Ние имавме пред еден месец попроменливо време, имаше топлотен бран, некарактеристичен за почеток на пролетта во Европа, а прогнозата за летото е уште пострашна.
Така што препораките се исти, но времето се менува, со уште по, да речем, прогноза која е алармантна. Во тој поглед, особено за ранливите категории, што би било важно да се спомени и кои се тие всушност да потсетиме? Па постојат повеќе групи. Значи, една од тие се гојазните луѓе, за нив, да речеме, е навистина голем ризик да се движат, добиваат тешка физичка работа, било што на овие високи температури, самата тежина, гојазноста влие штетно на целокупниот организам. Луѓе со висок крвен притисок, луѓе кои што консумираат многу алкохол. Значи, нашиот македонец, оној традиционалниот, вели 3 чашки ракија, докторке, немој да ми ги запреш. Значи, дали може, но верувајте, значи, тие прават вазодилатација, ширење на крвни садови, при високи температури, консумирање на алкохол, навистина треба да се редуцира многу малку. Добро е да се пие, но јас кога им велам треба едно прсте, еве вака, малку, доволно е за циркулација. Они викаат дали може нели да биде вертикално. Сакам да кажам, со народ кога разговараш и има убавина во сето тоа, но мора да влијаеме со нашите совети, да кажуваме што може во кој период од денот, што е дозволено, колку може, постите се нешто, аутофагијата на кој што повеќе треба да зборуваме сега, бидејќи не за џабе и во Библиите, и во Куранот, и во сите тие се измислени тие периоди. Еве, ако земете логички да поврзете, тоа е во период кога се големи жештини, или кога многу се седи дома и се јадат големи количини, така да може, нели, ете тие книги од пред илјадници години, виделе дека ако премногу се јаде количински, премногу се пие, ако на жешко, исто така, знаете, да речеме, има во периодите кога се постите, забрането им е вода да внесуваат. Да, нели, да. Забрането е во тие денови од сабајле до касно навечер, или смеат да јадат касно навечер, после 8 саат, или рано сабајле пред 4. Сето за тоа има, нели, логика во медицината, има објаснување и сметам дека ако вие премногу внесувате водите Египет, Тунис, нели, внесувате огромни количини на вода, во моментот излегуваат, испаруваат и пак дехидрират. Сака, мислам дека треба да си го едуцираме народот, нели, повеќе преку вашите емисии, вакви кои што се од отворен карактер. Да, во жешкото да не се јаде количински многу, нели, ние докторите препорачуваме почесто помалку да се подкаснува. И повеќе да е тоа веројатно свежа храна, да. Овоштие, зеленчуци, Македонија е преубава земја каде што сега имате дињи, имате лубеници, но се да се јаде умерено, да не биде тоа одма од фрижидер, да биде во мали количини. Мислам дека онаа исхрана за диабетичари која што е една од најдобрите која што може да ја примени секој човек. Почесто помалку, 50 грама леп, нели, на внесување, супи, чорби, салати може во изобилие да се јадат и тоа е здраво, така да движење 10 километри препорачувам кој може, или статички точак, или било како во рани утрински часови пешачење или покасно на безбедни места. Така да наше е да советуваме, а државата еве да се грижи сето тоа да може да се спроведе. Да, и индивидуално да бидеме одговорни. Одговорни, да. Кон себе. И во однос на кога зборуваме исхраната или тоа кое што практично се препорачува во овој период, пак ќе речеме, секој од нас знае, овошје, зеленчуци, така натака, но неретко правиме отстапки и правиме повторно нешто кое што може лошо да влие. Нема да ни се случи ништо, велиме одеднаш ако направиме исклучок или некако излеземе од тој летен режим на исхрана, но континуитетот е особено важен. Верувам ли го препорачувате тоа во консултациите со клиентите, што најчесто се прави како грешка во текот на летниот период при конзумација или не конзумација на она кое што треба, или различните комбинации кои се прават? Најчеста грешка е прескокнување на обрак. Многу често се случува пациентите да имаат прескокнато појадок, не сметајќи дека, нели, доколку го прескокнат утринскиот дел од денот за внесна храна, во текот на денот, нели, нема да имаат потреба од внесна повеќе храна, што е абсурд, и сметаат дека, нели, доколку наутро или во предпладневниот дел јадат само овошје, дека, нели, ќе намалат на телесна маса. Тоа е навистина голема грешка, заради тоа што нашето тело нели, со станувањето од рано наутро треба да биде навистина добро допингувано со хранливи материи, почнувајќи, нели, со некои
напиток рано наутро, кој што е подготвен со млака вода и секогаш во текот на целата година така, ниту е со ладна, ниту е со топла, како што напомена и докторката, заради тоа што ние внесуваме масна храна, која масна храна се разложува само под одредена температура во нашето тело. Јас често велам, можете ли да измиете една здела која што е масна со ладна вода? Нели? Тука бараме топла или врела вода за да го измиеме тенџерето или зделата, каде што сме подготвиле храна. Замислете, велам, во нашите крвни садови што се случува, нели, тие масти само ги таложиме. Когато му се прави грешка со недоволен внес на течност. Грешка која што е навистина од голямо значење. Сметаат пациентите дека не мора тоа да има континуитет или која ќе веќе прежеднат, односно станат многу жедни, во текот на попладнето тоа често се случува и тогаш внесуваат поголема доза на течност, не мислејќи при тоа дали е тоа само вода, која што навистина хидрира и разладува, внесуваат енергетски напитоци кои што се навистина актуелни многу, посебно кај помладата популација, сметајќи дека со тоа ќе силува, нели, зголемат нивото на енергија и концентрација, заради тоа што доколку вие не внесете адекватен оброк во текот на предпладнето, попладне секако дека ќе ви падне енергијата и концентрацијата и ќе мора да посегнете по дали тоа сладка храна или ќе биде, нели, некој разладен енергетски напиток или кока напиток. Така да препорака е да се избегнуваат колку може овие пијалоци напитоци. Претерана конзумација на кафе исто така, кој што е диуретик и прави, нели, дехидратација во нашиот организам. Сето тоа го внесуваме, нели, само за поголема енергија и концентрација. При тоа не размислувајќи дека еден нутриционистички план кој што ќе биде идеално создаден за личноста која што има вакви тегови проблеми, може да го намали внесот на сите овие останати. Дали е тоа, нели, како што напомена докторката, алкохол, тука грешат многу, се внесуваат поголеми концентрации на алкохол. Јас ова говорам за помладата, меѓутоа се случува и кај повозрастната популација. Помладите, нели, имаме сега лето е, па, нели, опушти се, журки се, не, хидратацијата е многу важна. Јас секогаш им велам, ако сте спремни да испиете 2 джин тоника, спремни ли сте да испиете 2 литра вода? Со ни вака ме гледа. Само така велам, алкохол може. Да. Или нели, се пиете, не знам, 2 чашки ракија, ама 4 чаши вода, може? И како сега, нели, како сега е со вас, со алкохол, па и вода. Ако сакате, нели, добро да хидрира вашето тело, односно да немате мачни на следното утро и, нели, да се покаете што сте го направили на претходната ноќ, навистина треба да се внимава. Доколку имаме добар баланс на внес на хранливи материи во нашиот организам, нема да имаме, верувајте, пат на енергија во ниту еден период од денот и во ниту еден период од годината. Биле, во многу ситуации, кога е летото во прашање и кога е хидратацијата во прашање, некои луѓе посегнуваат, ако не можат, не знам, 2 литра вода, обична, ќе додадат, не знам, краставица, лимон, некој таков вид на заблажена вода, ако можам да ја наречам. Дали е тоа добра препорака или тука повторно се прави некаква грешка? Затоа што некои велат тоа е можеби детокс на организмот со таков тип на вода. Такој тип на вода не пречи воопшто, затоа што е сепак вода во која што се киселата вода треба да се намали нејзината конзумација заради тоа што е газирана, меѓутоа кај луѓе кои што имаат понизок крвен притисок, нели, да не посегне по газиран напиток, нели, сок кој што има шеќери, па е пожелно 1 до 2 чашки кисела вода е сосема во ред, меѓутоа без вкусови. Немојте кисела вода со малина, кисела вода со лимон, па не знам, кисела вода со гуарана, не знам, со велнес некоја била, тоа значи стварно тоа е само добар маркетинг кој што многу добро се продава. Вода, значи класична, газирана доколку се пиете, напиете се или минерална вода. Имаме, нели, и добри минерални води кои што не мора да бидат, нели, газирани. Водата што ми ја напомена со, нели, може да биде со ѓумбри, може да биде со краставичка, може да биде со бобинки, кои што ќе отстаат одреден временски период во истата, и тоа верувајте само ги залажува во наводници луѓето кои што конзумираат, сметаат дека пијат нешто поразлично од вода, тоа е пак само чиста вода. Лимон доколку додадете во истата, секако дека, нели, ќе имаме С витамин, ќе биде збогатена со С витамин, меѓутоа тоа додека се разложи во водата, јас веќе сум ја испила. Ако ја оставите, нели, да стои преку ноќ, па водата работи преку ноќ, пожелно е да е тазен, нели, подготвен тој напиток кој што ќе го пиеме. Затоа што многу пациентите грешат, ќе го подготват сега, па во тегли го одложуваат 3 до 4 дена во фрижидер. Немојте, зошто, па водава е жива материја, значи таа работи постојано. Зошто, посебно кога во пластика, амбалажирана,
залудна месовата, нема потреба од таква вода. Ставете си вода сега во моментот во чашата, ставете си сега тука лимон, две, не знам, јагоди, малку краставица, ги сконзумирајте така во рок од половина час. Изгрицкајте ги тие, нели, краставичката, ѓумбирот, тоа што сте додале во истата, не ги одложувајте, односно не ги фрлајте. Многу често се случува пациентите, нели, да направат таква вода и после детокс вода и после тоа да ги фрлат тие. Зошто велам ги фрлат на мениците, ако веќе сте испиле таа вода, нели? Да. Нема зошто да бидат сфрлени тие. Инаку не е проблем воопшто да се конзумира, само да е таза подготвена. Го знаеме точно препорачаното време кога имаме високи температури треба, а кога не треба да се излегува и најчесто тогаш кога не треба да се излегува сме најчесто во климатизирани простори кои меѓу другото пак имаат еден друг, да речеме, негативен ефект. Иако многу пати докторите препорачуваат да се биде во изладена просторија, но не се постојано под клима, некој ќе рече јас не можам без клима, дури и во автомобилот или било каде додам, мора да ми биде климата уклучена, но ние не сме статични, влегуваме, излегуваме, се движиме така и тоа е повторно промена на различна температура драстично, која што влијае. Особено кои пациенти веројатно кои што имаат проблеми со крвниот притисок, со оние кои што можеби имаат некакво хронично заболување и така натака. Тие се и дури попредпазливи пациенти, верувам ќе се согласите, но не можеме сите да ги ставиме во ист кош. Што би препорачале во таа насока? Особено според вашето искуство или ситуациите со кои што се соочувате со поедена ординација? Да не се големи температурните разлики во однос на температурата надвор и во просториите. Значи, ако надвор е 40-45, кој што знае, нели, во Македонија да биде, и замислете да сте негде 20 степени. Ама тоа не можат секогаш луѓето, нели, да го контролираат. Ке влезете во банка, имате шок. Јасно, така да ке влезете во некои други институции. Јасно. Сето тоа им предизвикува и чести ми се појавите на вртоглавица кај такви пациенти и летно време, значи тој процент на пациенти со вртоглавица кој што ќе рече некоја нестабилност чувствувам заради тоа што повторно ќе кажам, човечкиот организам е од биосензори, многу. Значи имате центар за температура, центар за нели сето тоа да го чувствувате за осет, така да сметам дека да се прилагодува никогаш ниски да не бидат или да влезете у кола и да пуштите 18 степени клима, надвор кога ќе излезете на 45, сето тоа му прави недобри состојби на човековиот организам или штетни би рекла. Повторно идеме на она атеросклеротични крвни садови кои што нели на жешко се шират, на ладно се собираат и ако имате вие возрасен човек кој што е плюс и диабетичар, оштетени микроциркулации во организмот, сето тоа влие на и во мозок, на оние најситни крвни садови, градни болки многу чести топлотни удари за кои што итната медицинска помош. Да, значи најчести се повторно ќе кажам оние ситни крварења во центарот за рамнотежа во малиот мозок. Затоа велам шешир бел, капа, капче некое светло, темна облека да не се носи, да се носат ленени кошулчиња, памучни, нешто што е природно кај што ќе може телото да диши, нели да има природно потење, така да не се спречува тој процес и да се избегнува. Тука би препорачала, нели, кога веќе многу се зголемат температурите во наредниот период, па и сите институции и организации да го променат работното време. Значи да се биде поефикасен, да се почнува 1 час порано, зошто нека не биде од 7, од 6, па да се работи порано да сидат луѓето дома. Значи битна е таа ефикасност и добро менаџирање на институциите. Постојат вакви некои позитивни примери во блиско наше опкружување или европски градови кога има топлотни бранови? Да, има во други држави сегде. Значи се случува промена на работното време, се скратува работното време. И пак ќе кажам, значи ја не гледам. Имаат пауза. Многу пати нели еве вака за некои други предлози кога ќе прашале дали има во друга држава. Не гледам и не знам зошто македонците за нешто да не би биле први. Ако е нешто во корист на човековото здравје. Значи сигурно трудниците нели треба да ги сочуваме во тие жешки периоди да се каже пократко работно време во интерес да може да се врати. Еве во Скопје кај што се милионски градови веќе. Терет е, не секој може со возило да дојде во автобус да се возите во таа гужва и се. Така да со поголема грижа кон народот, поголема ефикасност во кратко работно време. Например, вие имате пушачи кои што не знам колку пати спаѓаат у тек на работно време, надвор, тој не е ефикасен. Подобро да му го скратиме работното време и да биде ефикасен и да си дојде подобро, нели, порано дома и да нема, нели, да имаме
да го намалиме процентот на луѓе кои што ќе бидат во ризик во овие жешти. Така да, нели, јас како лекар тоа би го препорачала. Натаму зависи од менаџментот на сите фирми, вентилацијата, од институциите, од владата, нели, од оние Министерство за здравство, така да фондот, сите кои што нели се грижат за целокупното здравје, институции кои што креираат здравствени политики, но сите заедно мислам дека треба да се грижиме за како да го сочуваме секој човечки живот. Така, и се ближиме кон крајот, и уште едно прашање соодветно за летниот период и за годишните одмори. Неодамна прочитав информација што е прилично зачудувачка за Сардинија, дека од оваа година на плажа со чадор смеат да доаѓаат само децата и повозрасните од над 60 години па натаму. Сите помеѓу нема да има место за чадор, што е прилично зачудувачки, особено во време кога имаме предупредување. Светска здравствена организација, заради тоа што се работи за една туристичка земја и место кое е доста посетено, и сега веројатно прашалници милион кај туристите, што ќе правиме? Дори имаше и шеги на таа сметка дали треба да земеме да си позајмиме дете или да отидеме со некој пензионер, што значи дека точно треба да се внимава и каде се оди, каде се летува и што се прави кога сме на летување, затоа што во ова време во кое што имаме прилично претовареност од туристи, доаѓаат во ситуација каде што воведуваат прилично чудни правила. Па не е само атрактивноста на местото, туку и нашата безбедност во тоа. Парите го вртат светот, мора да платите лежалка од 50 евра. Значи, ме разбирате, сепак бизнисот е тој кој што... Таквите препораки, значи, пак ќе кажам дека директно се поврзани со нас и со нашата самосвест. Прифаќате она што, нели, вие сметате дека треба да го прифатите, и тука како да, нели, само самосвесни луѓе кои што работат на својата самосвест, би прифатили или не би прифатиле такво нешто. Исто тоа како некој, нели, да ви каже на 40 степени да излезете на плажа без чадор. Мислам, тоа вие го прифаќате или не, без разлика дали Срединија го кажа или кај нас овде во Дојран ќе го кажат. Тоа си го, нели, прифаќа нашиот ум, односно нашата свест. Препорака е, нели, плажите да се посетуваат во одреден временски период, рано наутро и попладне, посебно во јули и август, заради доброто општо здравје, секако и за дечињата, кои што не внимаваат колку време се изложени на сонце и колку долго, нели, би се задржале, а при тоа не внесувајќи можеби ниту еден оброк, затоа што знаеме дека дечињата одбиваат храна во текот на летниот период, па им се јаде, па не им се јаде. Течноста, тоа, нели, голема грешка, тоа што не внесуваат, меѓутоа и храна не внесуваат. Вие да го намолите едно дете да касне, не знам, 200 грама цреши, јаготки да касне, значи тоа е, нели, голгота. Секој често оние кои што имаат, нели, апетит и навика за да внесуваат таков тип на храна. Моја препорака е до сите родители, посебно кај детската популација, да бидат пример за истите. Заради тоа што некако децата секогаш следат и учат тоа што го правиме, ние го прават и тие, меѓутоа некако сите се сведовме на оној побрз начин на исхрана. Полесно е да купите една кеса со грицки на детето да му дадете, колку да направите едно здраво сендвиче, посебно кога сме на одмор, или да подготвите здрава кашичка за вашето, нели, новороденче бебе до 1 до 2 години. Полесно е да земете некој пудин готов и таков да го дадете, препун со хранливи материи кои што не треба да бидат внатре, односно не треба да бидат внесени во нашиот организам. Одговорно, свесно и, нели, да грабиме кон целите и кон добро здравје. На прво место да не биде здравјето, понатаму, нели, намалување на килограми. Тоа е препорака до сите мои пациенти кои што ме прашуваат дали може да намалат 10 килограми за еден месец. Значи, абсурд, и никош не би прифатила таква соработка и не прифаќам. Поентата е, нели, во истрајноста, во долгорочноста. Навики не се менуваат од денес утре. Маратонец не сте со истрчани 5 километри трка, нели? Сето тоа си бара континуитет и си бара спроведување и почитување на навиките кои што сте ги стекнале со стручно лице во областа, дали е тоа доктор или нутриционист, секако треба да се почитува. Доктор Илија, би додале нешто и од вас медицински аспект во однос на препорака пред летните одмори или нешто кое што треба да се почитува посебно? Па, нормално, нели, ние како лекари рано се бајле да се оди, максимум до 11 часот, заради тоа што веќе, нели, 12 е многу, високи се температурите, да користат заштитни фактори и креми, заради тоа што и процентот на меланоми, малигнум, оние карциноми на кожа исто така е во пораст, лица кои што се бели, кои што имаат помалку пигмент,
добиваат нели такви промени. И увезрачењето е веќе многу високо. Така е, во право сте, така да, значи повторно ќе кажам да се види кој како мисли, но прво да си мисли на сопственото здравје, значи да не гледа друштвото или шеми или било како, значи после покасно во попладневните часови исто така, после 6,5 сатот да се оди на плажа, да се бања, да не се седи во водени купања под сенка или под клима, дали тоа што тогаш процентот на настинки на бешиките, нели тие цистити стануваат во поголем процент, така да мора нели во секој момент да мислите што е здраво, што е добро за вашето здравје и така да се однесувате. И да уживаме во летото, да се чувствуваме безбедно, да бидеме здрави и да имаме убаво лето пред нас и покрај предупредувањата и алармот кој што ни пристигнува, па навремено како велиме да мислиме со своја глава и да проценуваме пред се заради тоа што здравјето знаеме е најважно, а секогаш треба тоа да биде приоритет и да го чуваме добро. Го чувавме денеска вашето здравје со оглед на советите и препораките кои што ги дадовме со нашите гостинки. Ви благодариме многу за вашето време и за гостувањето во Утринската.